Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Охриѓани и гостите во голем број го посетија Великденскиот базар, уживаа во концерт и ја покажаа својата хуманост. За поквалитетно образование потребно е воведување нови техники и методи во оделенската настава. На 7 мај ќе се одржи традиционалната струшка еордија. Засилени сообраќајни контроли најавуваат од СВР Охрид. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и топло време со температури до 21 степен. Во текот на ноќта, вторник кон среда ќе преовладува претежно ветро време со локална облачност. Во среда во западна, централна и јужна Европа ќе преовладува посвежо време со врнежи од дожд. Во останатите предели од Европа ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност. Температурите ќе се движат од 12 до 25 степени. На Балканскиот полуостров ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со локални врнежи од дожд, ветровито и топло време. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 20 до 25 степени. Во Македонија во среда ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло време. Во поплавневните часови зголемување на облачноста и развојна нестабилност, која што во доцните поплавневни и во вечерните часови ќе услови нестабилно време со локални врнежи од дожд и грмотевици. Ќе дува до умерен југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 15 км на час. Утринските температури ќе се движат во интервал од 6 до 13 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 16 до 26 степени. Во Охрид во среда ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Попладне развојна нестабилност која што во попладневните и вечерните часови ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 20 степени. Во Охрид во четврток ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 20 степени. Во петок и сабота ќе продолжи умерено облачно и нестабилно време со локални врнежи од дожд и посвежо време со пад на температурите. Минималната температура од 9, односно 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 16, односно до 12 степени. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Во пресрет на големиот христијански празник Великден, денеска на плоштадот Крушевска република се одржа традиционалниот Великденски базар. Манифестацијата 8 година поред ја збогатува туристичката понуда во празничниот период, кога Охрид е посетен од голем број гости и е промотор на локалните занаетчии и фирми. Денес беа изложени великденски украси, сувенири и традиционални македонски специјалитети, а дел од собраните средства ќе бидат донирани во хумани цели. Празнична атмосфера на плоштадот Крушевска република во Охрид. Општината во соработка со јавното претпријатие Градски пазар денеска по 8 пат го организираа традиционалниот Великденски базар. Овој настан од година во година прераснува во интегрален дел од охридската туристичка понуда и воедно пренесува порака на среќа и хуманост, вели заменик градоначалникот на Охрид Перчо Божиновски. Збогатувајќи ја туристичката сезона и збогатувајќи ги овие празнични денови за големиот празник Великден, навистина ќе биде од корист тоа што ќе можат не само туристите, туку и нашите граѓани, нашите жители да можат да видат што може да понудат локалните производители, што може да се презентираат останатите не само туристички агенции, туку и институции, сите оние фирми кои што покажуваат хуманост и среќа и со помош на оние ракотворби кои што ќе ги изработат, а граѓаните ќе ги купат, тие средства да бидат донирани до оние кои што навистина се најпотребни. Интересот за учество на базарот на локалните производители на традиционални македонски специјалитети, фирми за наетчи и општински училишта е секоја година голем, вели директорот на јавното претпријатие Градски пазар Александар Поповски. Целта на Великденскиот базар е хуманитарна. Значи, имаме некаде вкупно пријавени околу 15 учесници. Средствата што ќе бидат, да речам, ќе имаме тука присутните како што ќе купуваат, тие средства ќе бидат во хуманитарни цели. Исто така имаме и штанд на Црвениот крст. Средствата кои што ќе бидат собрани, ќе бидат донирани онаму каде што е најпотребно. Ето од година на година станува све помасовно. Се надевам дека и така ќе продолжи. Охридскиот Црвен крст секоја година е дел од Великденскиот базар. На штандот беа изложени креативни изработки од волонтерите од сите програми на организацијата, од најмлади до највозрасни, домашни колачи и кутија за донации во духот на хуманата мисија на базарот. Групата од програмата Најди време, промоција на хумани вредности, клубот на млади во Црвениот крст, денеска се овде, како што кажав, со своји креации и со своји изведби, како што гледате, најстариот член е 90 години. Еве имаме и храна, така да
Хуманитарниот дел е за хуманитарни потреби на луѓе на кои им треба, определени се средствата. Еве овде гледаме од срце за Марија, така да денеска сите луѓе кои што ќе се тука и кои што ќе донираат, ќе бидат средствата наменети за хуманитарни цели за луѓе на кои им е потребна помошта на Црвениот крст. На голем број штандови на Великденскиот базар годинава се представија ученици од Охридските основни и средни училишта кои на посетителите им понудија великденски украси и други рачни изработки. За прв пат годинава на базарот учествуваше основното училиште Дебрца. Секоја година традиционално со нашите ученици изработуваме изработки за Великден и за Нова година, за 8 март и организираме претежно во нашето училиште, но оваа година решивме да ги изложиме нашите изработки со помош на наставниците. Заедно работиме, имаме часови кои што ги користиме за креативна работа. Секоја година правиме нови креации, не се повторуваме со изработките и секоја година гледаме да сме што покреативни. Ние како представници од основното училиште Ванчо Николевски секоја година учествуваме на базари, без разлика тоа дали е хуманитарен или општо за средствата се за училиштето. Оваа година исто така учествуваме. Изработките се на нашите ученици и на родителите. И годинава дел од базарот беа охридските фирми за наечи, сладкари, пекари. Посетителите се почестија со месени производи, пити, ѓомлезе и сладки. Ние секоја година учествуваме. Нудиме разни сладки, и постни, и мрсни, великденски колачина, чизкейк, постни без масло, пиварки триаголник со вишна. Голема е посетеноста и ме радува тоа што секоја година се одржува. Би сакала и да продолжи во иднина. Во културно-уметничкиот дел од настанот пред граѓаните на плоштадот настапија културно-уметничките друштва Гердан од бисери, Гердан, Отекс, Фаланга и Филиграни. За поквалитетно образование потребно е наставниците да воведуваат нови техники, методи и приоди во деленската настава. Покрај задолжителната настава и вон наставните активности, младите треба да се запознаваат со теми за лична хигиена, здравје, еколошки теми за зачувување на природата и водата, културата, обичаите, традицијата. Образованието е темелот и иднината на едно општество. Покрај задолжителната настава и во наставните активности, младите треба да се запознаваат и со други теми од разни области, како лична хигиена, здравје, еколошките теми за зачувување на природата и водата, културата, обичаите, традицијата. Личната креација и одговорност на наставникот е воведување во наставните и во наставните активности нови интересни содржини и анимации за поефикасна настава и подобар образовен процес. Наставниците треба да користат методи, техники и приоди за интересна, мотивирачка настава на учениците, вели учителката Виолета Петковска. Јас од мојата соработка со глобалните учители и членување во асоциации, како основи на квалитетна настава ни за проекти глобални работилници со масовно учество на учениците, а напоредно со тоа и константен професионален развој преку конференции, вебинари, семинари, на кои што ние наставниците си разменуваме искуства. Учениците се помотивирани кога работат во глобални проекти, затоа што тие разменуваат меѓусебно. Она што го работиме ние конкретно за оделенска настава, значи цртежи, плакати, пораки си пишуваат. Еден од авторските трудови на Петковска е учење преку игра. Целта на новите методи кои се воведуваат преку цртање, пеење е развој на голем број вештини кај учениците. Учениците многу забавно им е кога низ играта почнуваат да учат и да имаат поуспешно учење. Од една страна, а од друга страна, тоа влодува со плод развој на многу нивоа на учениците, самодоверба, свесна активност, ангажман, повеќе се фокусирани, значи пробуваат, експериментираат, се развиваат и социјалните вештини, меѓусебно другаруваат,
се почитуваат разликите и сличностите помеѓу учениците. А освен тоа, значи, се подигнува на едно повисоко ниво креативноста, решавањето на проблеми, критички размислуваат, се самосвесни, имаат повратен фидбек за она што го работат. Петковска е добитник на 35 глобални награди. Во 2019 година беше избрана по 100 најдобри учители и добитник на Свети Климентова повелба. На 7 мај во Струга традиционално ќе се одржи сенародната струшка еордија Литија со моштите на Свети Георги Победоносец, неговата чудотворна икона, како и крнинската чудотворна икона на Богородица. Локалното свештенство, братството и сестринството од Бигорски, манастирите во Рајчица и Пречиста со традиционалните торжества, со моштите на Свети Георги Победоносец, чудотворната икона на светецот и крнинската икона на Богородица, на 7 мај ќе поминат низ Струшките улици покрај кеот на реката Црндрим низ чаршијата и ќе го осветат градот. Традиционално моштите на светецот ќе пристигнат во Струга од манастирот во Рајчица, а чудотворната икона на Пресвета Богородица од манастирот Пречиста Кичево и ќе бидат поставени за поклонение во храмот Свети Георги во Струга. Во 16 часот ќе биде отслужена ктиторска вечерна богослужба, после што ќе следи еордијата, која ќе започне веднаш по богослужбата во 17 часот. Литијата ќе тргне од храмот на Светителот, ќе поминува низ централните градски улици, од другата страна на кеот на реката Црндрим низ чаршијата и повторно ќе се врати во црквата. Според традицијата и годинава поворката ќе ја води церемонијално полициско возило кое на символичен начин ќе го одбележи чествувањето на Свети Великомаченик Георги како покровител на полициските и безбедносните сили. Меѓу возилото и литијата ќе дефилира коњаник облечен во римска трибунска воена облека, изработена од автентични материјали која што е верна копија на оригиналните воени оклопи од тоа време. Коњаникот, кој во раката ќе држи палмова гранка како символ на мирот, ќе има улога на посебен редар и најавувач на процесијата. Начело на еордијата ќе биде член од Бигорското братство со клепало, потоа носачи на крстови, рипиди, знамиња, псалти и братството на Бигорскиот манастир, оркестарот на град Скопје, чудотворните икони на Свети Георги Победоносец и Пресвета Богородица Крнинска, сестринствата од манастирите во Рајчица и Пречиста, свештенството на Дебарско-Кичевската епархија, митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј и епископот Антанински господин Партениј, и најпосле најголемата светиња, моштите на светецот во раскошно украсен епитаф. Моштите и овој пат ќе бидат носени од 4 видни граѓани, а ќе бидат придружувани и чувани од 4 капетани од Сејменската гарда на Бигорскиот манастир, облечени во традиционална мијачка носија. Годинава се планирани и многу новини на литијата, за кои дополнително јавноста ќе биде известена. Од 10 мај започнува реализацијата на календарот на акциите на јавното предпријатие Охридски комуналец за подигнување кабаст и зелен отпад за 2024 година на територијата на општина Охрид. Со календарот е опфатена секоја урбана заедница во градот со цел надминување на проблемите кои граѓаните на општина Охрид ги имаат околу собирањето на кабаст и зелен отпад. На овој начин се надеваме дека ќе придонесеме да изостанат сликите од одложен ваков вид отпад покрај садовите за депонирање комунален отпад и други несоодветни локации надвор од динамиката дефинирана во календарот, велат од јавното предпријатие Охридски комуналец. Апелираат до граѓаните да се придржуваат до календарот, а за сите потребни информации да се обратат на дежурниот телефон 075 495 428, кој функционира секој ден во неделата во периодот од 7 до 21 часот. Засилени сообраќајни контроли на подрачјето на СВР Охрид. Во текот на вчерашниот ден, во периодот од 10 до 15 часот, во сообраќајни и контроли, полициските службеници затекнале и санкционирале 11 мотоциклисти кои управувале мотор без заштитна кацига, од кои во Охрид 4, во Струга и Дебар по тројца и во Кичево 1. Во наредниот период, полициските службеници ќе ги интензивираат контролите на мотоциклистите со цел доследно почитување на законската обврска за користење заштитна кацига и друга заштитна опрема при управување со мотор или моторцикл, изголемување на степенот на сообраќајната безбедност и култура, вели портпаролот на секторот за внатрешни работи Охрид Стефан Димовски. Да погледнеме кои настани беа актуелни денес во светот.
Австралискиот премиер Ентони Албанез го нарекол семејното насилство национална криза, откако илјадници луѓе широм земјата се собрале да протестираат против насилството врз жените. Илјадници луѓе од цела Австралија вчера протестирале за да го привлечат вниманието на смртта на 27 жени во текот на оваа година, во земја со 27 милиони жители, а секоја од нив починала како резултат на родово засновано насилство. Според него, фактот што во просек на секои 4 дена една жена умира во рацете на нејзиниот партнер е едноставно национална криза. Во текот на викендот низ Австралија се одржаа 17 собири, а на протестот во Мелбурн учествувале околу 15.000 луѓе. Pfizer и Genmab во понеделникот соопштиле дека добиле целосно одобрение од американските регулатори за нивниот третман за одредени форми на рак на грлото на матката. Целосното одобрување на ФДА го покрива Тивдак во третманот на рекурентен или метастатски карцином на грлото на матката. Данската биотехнолошка компанија Genmab и Sigen во собственост на Pfizer го развиле лекот според договор за поделба на трошоците и профитот. Тивдак има забрзано одобрение од ФДА за третман на рак на грлото на матката од 2021 година. Целосното одобрување на здравствениот регулатор било засновано на податоците од доцната фаза на испитување, во кои биле вклучени 502 пациенти, а испитувањето покажало 30% намалување на ризикот од смрт кај пациентите во споредба со хемотерапијата. Финската авиокомпанија Finnair соопштила дека еден месец ќе ги прекине своите дневни летови до Тарту во Источна Естонија, поради пречки во GPS сигналот. Прекинот на летовите ќе трае од 29 април до 31 мај, за да може да се воспостави алтернативно решение за слетување кој не бара GPS сигнал на аеродромот во Тарту. Соопштили од авиокомпанијата и додаваат дека два нивни авиони морале да се вратат во Хелсинки минатата недела бидејќи не можеле да се приближат до Тарту поради пречки во GPS сигналот. Пилотите на Finnair пријавиле пречки во сигналот во близина на Калининград, Црното море, Каспиското езеро и во Источниот Медитеран. Се претпоставува дека Русија стои зад попречување на GPS сигналот. Француската влада изјавила дека сака да купи дел од бизнисот на компанијата за кибербезбедност Атос, класифицирајќи го како стратешки важен. Атос ги обезбедува комуникациите на француската војска и разузнавачките служби и произведува сервери за суперкомпјутери, а во делот од бизнисот што владата сака да го купи се вработени околу 4000 работници и се остварува приход од околу 900 милиони евра, изјавил министерот за финансии за новинскиот канал LCI. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!